Почитувани, културата е белег на нашето постоење и нераскинлив дел од идентитетот на секој народ. Развојот на културата и негувањето на културните вредности представуваат еден од важните сегменти во работењето на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ покажа дека е одговорна партија, која преку идеи и проекти направи огромни инвестиции во заштита на црковното наследство во Прилеп и Прилепско. Во изминативе 12 години, локалната самоуправа на Прилеп со поддршка на Министерството за култура и владата на ВМРО-ДПМНЕ многу инвестираше во заштита на нашето културно богатство, во кое како значаен дел спаѓа и црковното наследство. Манастирите и црквите се значаен дел од нашата култура, историја и традиција. Токму затоа, во изминатата деценија се работеше на обновување на најзначајните вакви светилишта, дел од нив стари и поскоро еден милениум. Во моментов интензивно се градат опожарените конаци на манастирот Трескавец кај Прилеп, а проектот е финансиран од Министерството за култура и владата на ВМРО-ДПМНЕ и според првичните проценки тој ќе чини околу 2 милиони евра, а ќе биде готов во текот на 2018 година. Паралелно, на Трескавец се работи на изработка на проектите за реконструкција и реставрација на црквата, старата трпезарија, магерницата, магерничкиот конак и камбанаријата. Владата на ВМРО-ДПМНЕ, заедно со тогашното Министерство за транспорт и врски, на 28 август 2013 година го пушти во употреба новоизградениот асфалтен пат до манастирот, долг 7,5 километри и инвестиција која чинеше околу 1,8 милиони евра. Паралелно со обновата на конаците, во последниве 3 години тука се изведоја и голем број на археолошки истражувања, кои го потврдија постоењето на античката населба Колобајса, која била лоцирана токму на овој простор, околу и во самиот манастир. Активно се работеше и во манастирот Свето Преображение Зрзе, еден од најзначајните и најубавите манастири на овој простор, кој во 2016 година доби комплетно нови монашки конаци. До овој манастир во 2014 година е изграден нов асфалтен пат во должина од 7,5 км и ширина од 5 метри. Инвестицијата за патот чинеше 1,6 милиони евра, а парите беа обезбедени токму од владата на ВМРО-ДПМНЕ. После децении на нефункционирање, а благодарение на ВМРО-ДПМНЕ, во 2016 година повторно беше изграден и ставен во функција источниот конак на манастирот Свети Архангел Михаел во Прилепската населба Варош. После векови, манастирот Свети Никола во селото Манастир Маријово доби нов монашки конак. Средствата за оваа инвестиција беа обезбедени од Министерството за култура, кој заедно со Заводот и музеј Прилеп секоја година работи и на заштита и конзервација на манастирската црква, која потекнува од 11 век. Предходно, до селото Манастир, каде се наоѓа и манастирот Свети Никола, за прв пат во историјата се изгради асфалтен пат во должина од 3 километри, инвестиција од 16 милиони денари. Се изгради и асфалтен пат до манастирот Свети Димитрија во Селце со должина од 2,2 километри, за што беа инвестирани 9 милиони денари, а асфалтен пат доби и манастирот Света Петка кај селото Лениште во должина од 1,2 километри, инвестиција од 6,6 милиони денари. Освен за обнова и изградба на манастирите во Прилеп и Прилепско, се работеше и на изградба на нови цркви. Така, после скоро 100 години во Прилеп во населбата Точила се изгради нова црква посветена на православната светителка Света Петка. Најзаслужни секако за изградба на храмот се бизнис секторот од Прилеп, верниците и општина Прилеп.
Храмот беше осветен на 24 октомври 2015 година. Во кругот на општата болница Борка Талески во Прилеп се изгради црква посветена на православниот светител Свети Пантелеймон. Нова црква доби типската населба која е посветена на светителите Константин и Елена. Прилепчани добија и црква посветена на големиот македонски светител Свети Наум Охридски чудотворец. Се планира во иднина градот под Марковите коли да добие уште 3 нови верски храмови, кои е планирано да се изградат во населбите Тризла, Сточен пазар и Марино Мало. Почитувани, сите овие проекти, но и многу други, се само континуитет во инвестициите во културата, кои ВМРО ДПМН ќе ги реализира на локално ниво. Нашите досегашни дела се показател дека ќе продолжиме да градиме и инвестираме и во иднина. Новите дела во областа на културата ќе значат и понапреден град и понапредна Република Македонија. Ви благодарам.